По повеќе од една деценија застој, скопјани конечно ќе го добијат долго очекуваниот Центар за култура. Започна реконструкцијата на универзалната сала, еден од најпрепознатливите символи на Скопје, а ќе биде готова до крајот на 2027 година. Властите оценуваат дека ова инвестиција е од исклучително значење за македонската култура и идните генерации. Проектот Европска престолнина на културата после сите оние застои во минатото конечно добива на некаква динамика, а мораме до 2028 комплетно да ги затвориме сите објекти, така што еден од тие објекти е и овој позади нас. Јас сум благодарен од моје име, од името на граѓаните на градот Скопје, што овој објект конечно после сите оние перипети од минатото ќе добие некаква физиономија. Салата ќе го задржи стариот автентичен изглед, но сепак ќе има новитети. Со нова современа опрема, звучна изолација, сценска технологија и иста челична конструкција, а испитувањата покажале дека нема никаква опасност да настрада во пожар. Како што знаете, во минатото беше поделена во 3 фази. Сега е по принципот на клучна рака, сумата е околу 20 милиони евро обезбедени од владата преку Министерство за култура. На почетокот на 25-та година, за да бидеме сигурни, имавме уште едно испитување и она што го добивме како резултати е дека нема никаква опасност врз челичната конструкција. И тоа уверување го добивме и од експертизата, но и лично од професорот Гаревски. Во рамки на Скопје, Европска престолнина на културата 2028, обновената универзална сала ќе биде дел од културните настани, манифестации, концерти и театарски представи, повторно отварајќи ги вратите за граѓаните и културната сцена на градот. Ако во минатото имаше обиди и декларативни ветувања, дека некој сака нешто да превземе овде, гледавме само пресконференции и никаква активност. Затоа уште еднаш ќе се заблагодарам на владата затоа што цврсто влегува во овој процес за Скопје град престолнина на културата да добие еден објект кој што ќе биде репрезентативен за градот, репрезентативен за државата. Реновирањето на универзалната сала за време на минатата власт се одвиваше со прекини и застои, пошто во 2024 година избувна пожар и нејзината реконструкција целосно запре. Актуелната влада ги расчисти административните и правни бариери. Инаку универзалната сала беше изградена во 1965 година како дел од постземјотресната обнова на Скопје, а низ децениите прерасна во култен културен објект.